Не стивнуваат реакциите за случајот со ученикот Зоран Алков, кој вели дека под притисок од неговата класна раководителка, инаку портпаролка на општинската организација на СДСМ од Велес, дал изјава за телевизија дека не му даваат храна во велешкиот интернат. Неколку дена подоцна, ученикот рекол дека изјавата ја дал под присила. Од Државниот просветен инспекторат најостро ја осудија злоупотребата на учениците за остварување на политички цели. Согласно Законот за средно образование, забрането е секакво политичко организирање и дејствување во средните училишта во Република Македонија. За непочитување на оваа законска обврска следи прекршочна пријава. Да не се реализираат политичките амбиции преку децата, апелираат и од првата детска амбасада Меѓаши, повикувајќи се на Конвенцијата за правата на детето, чиј потписник е и Македонија. Без разлика за која политичка партија и да станува збор, не смеат да ги злоупотребуваат или да ги манипулираат децата за своји меѓусебни политички пресметки. Она што би сакала да го нагласам е дека во ниту еден случај не сме да се занемарува интересот, најдобриот интерес на детето. Реагира и од владеачката партија, велејќи дека ова е наместен случај, направен под принуда на опозицијски службеник. СДСМ повторно по кој знае кој пат го покажа своето вистинско, монструозно лице и на најдрзок можен начин преку злоупотреба на ученик во средно училиште, сместен во велешкиот интернат, се обиде да ќари ситни политички поени, користејќи класични лажни политички конструкции излезени од кујната на СДСМ. Ученикот Зоран тврди дека тој не сакал да даде изјава и заминал за Кавадарци, но таму дошол новинарот, кој го навел да го даде исказот, убедувајќи го дека изгледот ќе му биде замаглен, а гласот променет. Сакам да кажам дека таа изјава што ја дадов дека не е точна, бев под притисок. Јас лично за мене сум задоволен и сметам дека е доволно. Имаме колку толку јадење и тоа бесплатно. Оваа лага е конструирана само со единствена цел да се руши мојот углед како партиски функционер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но и на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За исправноста на храната во средношколскиот дом Лазар Лазаревски неодамна се огласи Центарот за јавно здравје. Во него стои дека оваа установа ги запазила сите стандарди и нормативи за исхрана.